Денес, со жалење, можеме да констатираме дека болната транзиција од пред 25 години, кога 200.000 граѓани на Република Македонија останаа на улица, а фирмите ги купија олигарси за буквално без пари, повторно ја зафаќа нашата држава. Почитувани граѓани, Зоран Заев јавно призна дека фирмата на неговиот братичет Трајче Заев стана собственик на 1/4 од гигантот Герас Цунев, заверували или не, сума од само 20.000 евра. Зоран Заев не сака да ја каже вистината, не сака да каже како е возможно по цена од една мала гарсонјера да станеш собственик на четвртина од имотот на струмичкиот конфекцијски гигант Герас Цунев, фирма која поседува индустријски погони и деловни простории во вкупна површина од 7.396 метри квадратни. Почитувани граѓани, додека Зоран Заев беше градоначалник на Струмица, според дивните зборови, бизнисите на фамилијата Заеви вределе само околу 6 до 7 милиони евра. Па сега отворено се прашуваме колкав имот ќе имаат Заеви во време кога Зоран Заев е премиер. Ширењето на семејните бизниси веќе започна. Прва на листата за купување очигледно беше фабриката Герас Цунев, а никој не знае уште на колку фирми им се намерачиле да ги купат по багателни цени, а вработените да ги остават на улица. ВМРО ДПМН предупредуваше, а и денес предупредува, дека со доаѓањето на Зоран Заев и СДС во владата на Република Македонија, сомнителните трансакции и дилови ќе ни станат секојдневие, а фамилиите на Заев и другарите ќе стануваат се поголеми олигарси. Граѓаните на Република Македонија можат и мораат да му застанат на патот на ова лудило на СДС. Граѓаните на локалните избори ќе кажат не за оваа брутално разграбување и уништување на македонската економија и брутално богатење на струмичките кланови. Катастрофалниот пораз на СДС на предстојните локални избори ќе биде вовед во нови парламентарни избори, кога целосно ќе биде поразена оваа погубна и штетна политика на Заев. Почитувани граѓани, на Република Македонија не и треба нова транзиција.